Здраво на сите, добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо. Ова ќе биде на некој начин импровизирано видео. Како што можете да забележите, мојот соговорник Ѓорги Ѓоргиевски, со кој што од технички причини не успеавме да снимеме видео на предвидената тема пред некој ден. И толку фалеше, во меѓувреме се искомплицираа работите. Ние баш чекавме мирно време за да снимаме видео за аутофагија. И кармата едноставно како да не оддалечува од тоа видео и не враќа назад во реалноста. Ѓорги, јас оставам на тебе да објасниш зашто станува збор, каде се наоѓаш, зошто ова природа позади тебе и што се случува таму кај што си. Добар ден на сите, да им се обратам на твоите гледачи, Владко, добар ден и тебе. Од сончевата наша Македонија. Да, како што кажа, ние требаше да го снимаме второто продолжение на нашата тема, автофагијата и постот согладување, но јас со тебе во тоа не се согласувам, само дека тоа не ни го дозволува нашата карма, односно јас го гледам тоа како напад на темни сили да не остава за добро и нешто квалитетно да зборуваме, него еве повторно напади. Ме прашавте каде сум јас сум на стражарскиот пункт кај селото Оревоец, Прилепско, кој го држиме од пред една недела, веќе 8 месец. Влеговме во 8 месец секојдневно стражански пунктови и барикади на странската фирма Бехтел и Енка. Јас се наоѓам моментално исто на стражарска позиција. Сега нема да биде проблем ако јас свртиш малку камерата да ни представиш каде тоа, значи што се случува, кој има таму. Како се искомплицираа работите деновиве, значи Пака ридот кој го гледате сега, тој е нападнат. Тој е еден ракав од познатата Бабуна планина или планината каде се појавило богомилското движење, каде шетали живееле богомилите. Тука под овој рид се наоѓа селото Оревоец, славното село Оревоец, каде е роден великанот македонски Марко Цепенков, селото на партизаните Мирче и Вера Ацеви, селото на војводата Ацев и бројни други личности познати кои се излезени од ова село. Под пазувите на оваа планина се наоѓаат, значи, или како поинаку би се изразил, овај дел на планината Бабуна има големи водни жили и тука има 9 извори со вода. Морам да кажам кои се единствените извори за вода во близина на Прилеп. Воопшто ќе кажем. За сите што оние кои не знаат, градот Прилеп иначе е најсиромашниот град со водоснабдување. Иначе градот Прилеп воглавном пие вода од цевководот наречен Студенчица и кој е подолг од 80 километри и водата дотекува од кичевското село Горното Бреновец. Последните 2 недели Прилеп има сериозни исто така проблеми со водоснабдувањето. Тече црвена вода, тече јако хлорирана вода, кои како кажуваат по Facebook статусите и коментарите прилепчани, смрди на доместос. Иначе, сакам да кажам, од крајот на август, овде беше тивко и последните 3 месеци ние имавме само народни стражи, тука, нон-стоп, секој ден, но не така масовни барикади. И во петокот имавме ненадаен влез, ненајавен подлив влез од страна на Бехтел и Енка, но сепак ја би се изразил од страна на властите. Во властите на нашата Македонија. Значи, без никаква најава, влегоа камиони, товариле 3 камиони со веќе изминиран камен од копот кој што го браниме,
И додека се собравме, дојде некој од прилика 60-70 полицајци имаше. Тука се собравме ние во поголем број, имаше преку 100 автомобили, дојдовме сите и мислам дека и поголем дел од граѓаните се веќе информирани преку нашата информативна страница на Facebook, страницата Спас за Прилеп на кирилица. Добро, Ѓорги, каков беше односот на полицијата? Рече дека беше масовно присутно тамо. Каков беше нивниот однос? Нивниот однос беше збунувачки, исто како и нашиот. И не само односот, на лице место дојде и нашиот адвокат, кој е секој ден исто меѓу нашите редови. И на прашањето на нивниот командир по чија наредба, никој не знаеше ни по чија наредба, ни дали воопшто имало наредба или приказ да се присуствува, него само ни рекоа, не знаеме, не прашувајте, нешто така слично. Да не бидат моите зборови земени директно, но тоа е што јас разбрав, она што ми го прекажа адвокатот Жарко. Пред нас иначе ги гледаме трите камиони на Бехтел и Енка, кои ни ги оставија тука. Тоа е некоја психолошка војна, дека се тука присутни. Изгледа не држат на кондиција, доаѓа зима, тука сме по планина, така да ние веќе решаваме да остануваме тука и да зимуваме. Кога реков каков беше односот, претпоставам немаше интервенција нивна или немаше ништо. Немаше ни размена на грди зборови меѓу нас. Значи, како е добро познато, само ќе ви кажам, добро прашање поставите, ќе ви го спомнам тоа дека поголем број од полицајците седеа во нашите коли да се згреат, затоа што во нивните нема бензин. Таква држава имаме, но за странски окупатор кој гради автопат од, ми се чини дека 109 километри беше, 1.300.000, 1.400.000 колку ли беше, и тоа без експропријација. Па сега вие видете како стојат работите. На крај јас би сакал да додадам поврзано со полицајците, тоа се луѓе кои што работат и живеат во Прилеп, тоа се ваши сограѓани, луѓе кои што ги гледате секојдневно, дали во униформа или во цивил, така што тоа се наши браќа и сестри, може да кажеме, така што апсолутно нема разлика. Немаше ни потреба да имаме конфронтации, тие се разбрани луѓе, тие разбираат поголем број и од нив ја разбираат сериозноста на овој проблем, односно разбираат дека ни прети, само ќе кажам вака на вашата камера колку би се гледало, вака видете, ова пред вас во далечина е Бабуна планина, што е важно да кажам, зашто го браниме, освен изворите за вода, имаме уште една многу голема причина зошто стоиме овде, што не смее да се случи. Таму долу во маглата е најголемата котлина во Македонија, котлината Пелагонија, каде лежи Прилеп. Од маглата не се гледа. Сега да ви кажам дека оваа Бабуна планина се простира, таа завршува овде со превојот Плетвар, значи на падината на овој врв каде го браниме копот. Еве тука е превојот Плетвар. Сите оние кои патуваат да знаат дека од таму идат од Кавадарци, слегуваат веќе во Пелагонија. Таа почнува од тука и завршува се до Јакупица, која е зад овие ридови, кај селото Црнилиште. Тоа е од пелагониска страна, а од другата страна веќе општина Чашка и селото Богомил. Планината Бабуна е природна граница каде не се мешаат воздушните маси од Повардарието, односно топлите воздушни маси, од Повардарие и високата Прилепска котлина. Сега, тука е главно да го кажеме фактот што главни места каде имаме провев, мешање, односно дување на ветрови, мешање на воздух, како да се изразам, дување на ветрови од Повардарието има 3.
на планинскиот венец Бабуна. Првиот е Плетвар, каде сите ветрови дуваат од тука долу кон Пелагонија, кон градот наш. А тие сакаат баш тука да отворат рудник, кој сета таа, значи тони и тони прашина, би слегувала долу и би ја дишеле и ние, и нашите деца, и нашите внуци, и сите долу воопшто со еден збор, сите граѓани. И онака знаеме стапката на смртоносни заболувања, која е, но ајде, тоа е друга тема. Значи, тоа е една точка каде се мешаат тие топли со поладни воздушни маси и ветровите дуваат оттаму кон Пелагонија. Втората е зад овај бел рид, тука е има исто така превој во кој се слегува од таја страна во општината Чашка, односно кај манастирот Свети Ѓорѓи од Прилепска страна, и третиот е баш каде се спојуваат Бабуна и Јакупица, превојот Богомила со Црнилиште и Гостиражни од Пелагониската страна. Значи, тие се трите места од каде дуваат ветровите. Едното место, јас не знам дали добро се гледа на камерата, таму се рудниците за мермер кои ги експлоатираат странци. И значи вториот превој од таму каде дуваат ветрови е таму. Значи сета прашина од оние рудници таа слегува долу во Прилеп. Таа веќе слегува. Сега работата е од тука веќе дуваат ветровите и слегуваат надолу, и сега сакаат да ни отворат и овде рудник. Иначе ќе кажам дека ние имавме вештачење од хидрогеологија. Значи, вештакот од хидрогеологија во неговиот наод кажа дека овде не смее воопшто ни да се рудари, а камоли да се минира. Мислам дека беа по нивните проценки за постилка на автопатот 7 милиони кубици тампон. Значи, со 7 милиони кубици тампон, ова пола планина би ја снемало. А тука имаме извори за вода, значи по проценка некаде околу 90 литри вода во секунда слегуваат од пазувите. Значи, од оваа пазува на Бабина планина, тука имаме 9 извори, од кои 4 се канализирани, се собираат во збирната станица под браната на Прилепското езеро, тие ја викаат хлорна станица, и од тука се спроведува кон градот Прилеп. Интересно е тука да кажам што директорот на јавното предпријатие за државни патишта, возрасен дедо на, мислам, не вчера рекој, провериле на интернет дека имал човекот, јас го видов, 68 години, значи човекот ја привршува и 7-та деценија од својот живот, безочно лажеше во камерата цел свој народ, 2 милиони народ, дека вода во Прилеп не слегувала ни капка од овие извори. И затоа беа и поставени во неделата 2 демантни видеа каде што изворите беа снимани и беше објаснето сето од врв на една планина, каде се изворите, каде течат, каде одат и така натаму. Значи, тука имаме 2 горливи точки. Во овај период, кога секоја година ни е посушна и посушна, да гранатираш извори на најсиромашниот град кој зема од Цевковот спроведен 80 и кусур километри, кој нема своја вода, кој единствените своји води ги влечи од пазувата на оваа планина овде, дали е лудо, дали е, не знам јас тоа како да го наречам, нека проценат сами нашите гледачи. И второ е што ние не смееме да дозволиме под точка 2 да се оваа прашина излегувајќи одавде, а ветрот дува одавде, да ни ја носи долу во Прилеп. Така да, ова е Ѓорѓе, една работа ме интересира мене, бидејќи јас во овие проблеми помагам колку што можам со публикување на нови содржини. Разговарав со тебе претходниот пат, разговарав со
Костадин Ристоманов од Струмица, каде што исто си имаат проблеми со рудниците и со отварање на рудници. Во Тетово има проблеми со загадувањето, исто со истава компанија. Во Кочан имаше проблеми со депонијата. Значи имаме редица невралгични точки поврзани со загадување. Скопје не го ни споменувам затоа што во Скопје тоа е константа. Дали се тоа палење на депониите, дали се издувните гасови од топилница, од сообраќајот и се останато. Јас овде гледам можност за здружување и за заедничко делување, и кога ќе се случи такво нешто, кога ќе се случи, например, во невралгична ситуација во Прилеп, кога ќе станат сите овие места и кога ќе дадат солидарност на самото лице место нивно таму, што значи сето внимание нема да биде концентрирано на вас, туку ќе мораат да се имаат работа со 5, 6, 10 места каде што луѓе протестираат, и тоа би дало поголема сила. Дали не сте размислувале во тој поглед? Владко, ти благодарам за твојата идеја, идејата ти е одлична, но јас ќе кажам дека не само што сме размислувале, туку ќе кажам дека ние сме и веќе поврзани, ние соработуваме и гледаме гледаме како би действувале, но сепак ќе кажам тука најбитна точка. Сета таа соработка која би ја имале, например, Струмичани, Прилепчани, еве сега се навраќаат повторно во Гевгелија, да го спомним. Проблемот сакаат Кожув наш да го раскопаат тотално исто. Ние сите добро знаеме дека Македонија, Србија, Босна, Албанија, Бугарија се подмета на напад на така наречените владетели на светот и нивниот Блек Рок. И оваа територија, каде ние живееме, сите овие држави што ги наброев, е предвидено да стане една голема рударска зона, кој би стасал, тој би се доиселил, а оние што би останале би работеле само во рудниците, кои би ги држеле тие кои го намислиле ова, и така тивко во агонија и во болести да умираме. Значи, повторно да кажам, ние соработуваме сите и почнуваме со действија, ќе видиме како. Значи, тоа би било добро за секој обичен македонец, за секој обичен човек да види дека ние не сме сами, дека Струмичани не се сами, дека Гевгеличани не се сами, дека Тетовчани не се сами, дека Стружани не се сами и така натаму. Ние сме сите еден за еден и мора така да биде. Пошто овде имаме многу сериозен напад, со многу сериозен со голема сериозност, и мораме да потврдим, да кажеме исто така дека и дури политичарите кои ја водат оваа држава се уценети или не знам какви, дел купени, или тоа добро го знаат македонците, но ајде да се задржиме на тоа дека ова имаме сериозен непријател кој сака да ни го претвори домот во пекол, кој сака да ни ја наруши цела животна околина каде живее. Јас мислам дека само заспани луѓе би дозволиле така без ништо да се случи. Сега претходно го спомена адвокатот, ја споменавме, да речеме, ситуацијата со интервенцијата, присуството на полицијата. Какво е институционалното делување, Ѓорги, за тоа што без интервенција на институциите, мислам дека ќе бидеме само на слепа улица и нема да се постигне ништо. Односно, каква е комуникацијата со локални власти, власти на републичко ниво, значи на државно ниво, и евентуално комуникација со меѓународни и невладини организации поврзани со екологија. Зошто да не? Уште од самиот почеток на овој проблем, на Оревочката битка, ние почнавме и институционална битка, која оди напоредно со ова, но
Мора ќе го искористам моментов да дадам, да потенцирам за сите оние што не слушаат. Ова е многу поглавна него другата. Другата, да, треба да биди и треба да оди, но без ова досега веќе со изворите еден Бог знаеше што би се случило и со планината, а селото Оревоец досега не би го ни имало. Значи, од почетокот, тоа е месец мај, кога излеговме ние на ова место каде што се снимаме сега. Битката оди во институциите, моментално имаме судски спор, чекаме одговор од апелација. Апелација еднаш го врати делото во Прилепскиот суд со, како се вика то нивното, како демек забелешка, како вашите суди не го виделе ова, како не го зеле во предвид ова, му го вратиле, значи имаше таму подробни, ние не го објавивме, ете по советување од нашиот адвокат, но и тоа ќе го направиме кога ќе дојде време. Значи таму има јасни укажувања дека вакви факти можат да се земат во предвид. Значи ние имаме и вештачење од хидрогеологија. Еве за тоа што почнавме, бранејќи ги изворите, единствените извори со своја вода, која ќе кажам далеку е под нивото на потреби за град Прилеп, но и онака на оваа суша. Дали смееме тоа да си го дозволиме? Слушнав некои информации дека Прилеп имал потреба од 240 литри во секунда, а 90 литри, околу 90 литри идат од овие извори. Се збираат во збирната станица под брана од Прилепското езеро. Кому доаѓа некои 40% од потребите. Па, така. Како и да е, знаете, и да не станува збор, ајде да не мешаме некои цифри, по 100% и така натаму. Зарем може ова? Јас ќе кажам, ете прилепчани добро знаат, од овие исти извори, од оваа планина, од ова каде што е копот, во незиното подножје, долу, каде што тече реката, не тече, а тука извира Оревоечка река. Од тие извори извира и најголемата река, која е околу 65% придонесува во полнењето на вештачкото Прилепско езеро. За какво лудило ние зборуваме? Која планина да ја копаме, луѓе? Тоа е во врска со вашето прашање последно. Така, Георги, јас не би сакал оваа емисија да ја направиме предолга, доколку треба ќе направиме повеќе вакви емисии, повеќе вакви јавувања, за да ни известиш од лице место што се случува. Бидејќи спомна дека доаѓа зима, јас би сакал да завршиме со тоа што е потребно да се помогне за да, или како што самиот кажа, и самите полицајци мора да се топлат, значи не може тука така под ведро небо да се остане таму целиот тој период и да се држат тие барикади. Што е потребно за да неопходно, значи луѓето да можат да обстојуваат на топло? Видете, за сега јас точно нема да набројам ништо што е потребно, сите нормални луѓе знаат, голи, како да речеме, луѓе застанале среде планина да бранат некоја спојна точка каде што можат да врват камионите на окупацијската фирма или власт, како сакате, тоа исто. Значи, јас можам да ви се пофалам и на целата македонска јавност, утрово, пред 2-3 сати, ние добивме голем шатор од 20 квадрати и добивме еден тепих да опостелиме долу, опрема од наши совесни граѓани кои ни се јавија вчера, дојдоа на лице место да го донесат. За тоа има снимка на нашата страница, Facebook страница Спас за Прилеп, каде и за наше неверување, ние тука околу огрот сега собрани читаме коментари на тоа видео. Морам да кажам, има такви луѓе ни се јавија кои работеле во оние мермерните рудници, се нашли некако загрозени, па со грди зборови
по нас дека некој земал плата од тоа, ние сме џаболебарели и сме правиле зло. Но тоа го разбираме, дадени сме сите на овој свет, во ова зло време и сите сме многу различни, но сепак треба да размислиме, јас барем така мислам, што ние би оставиле, најглавното за мене, што ние би оставиле за генерациите кои доаѓаат по нас. И дали би волиле толку прашина со тони да слегува во Прилеп и да немаме воопшто ни река, ни езеро, ни вода, онолку колку што имаме. Така, јас би додал на ова една досетка. Претпоставувам дека кога се градела централата во Чернобил, оние кои што кажувале дека ете се гради нешто каде што луѓето ќе работат и ќе заработуваат, претпоставувам дека истите тие луѓе не го кажувале истото тоа после самата катастрофа. После катастрофата е доцна за кајање, барем во вакви сериозни случаи каде што еколошката катастрофа буквално е, ајде да не речам трајна, ама за долги векови. Апсолутно, се работи за доста горлив проблем и работата е, значи, добра паралела направивте, Владко. Добра паралела вие направивте и нешто слично е. Таму има озрачување кое носи секојдневно смрт. Јас, например, можам да спомнам тука дека јас сум студирал во Украина, во главниот нивни град Киев, така да јас доста и одблиску ги знам последиците на тоа. Така убаво што ги покажеш овие снимки. Со какви недостатоци се раѓаат, како живеат тие што живееле поблиску до рудниците и така натаму. Но ова е нешто слично. Ти да си ги разминираш единствените извори, каде што и хидрогеологија вели овде не смее да се рудари, тој вели ќе ја туркаме планината. Јас не знам зашо станува збор, повторно ќе кажам. Ова е тотално лудило. Така, Владко. Така, Георги, јас ви посакувам сончеви денови во овој период дека сте таму за да колку толку бидете стоплени. Ви посакувам цврста волја и истрајност и за сите дополнителни работи што ќе се случуваат таму, мојот канал е секогаш на располагање да објави, значи да ги даде на увид на јавност овие настрани. Ти благодарам за сега и секој добро. Благодарам и тебе и секогаш сме и ние на располагање за добронамерни луѓе како тебе. Те поздравувам, ти посакувам добар ден, Владко, и им посакувам на сите македонци, ова ќе биде добар ден или ноќ кога ќе оди, но како и да е, ќе им посакам секое добро и ќе посакам Бог само да ни ги отвори очите како народ и да се обединиме, затоа што во обединувањето нашата сила е безмерна. Ние можеме да добијаме и постигнеме се. Поздрав, Македонија!